Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Жарко Ристевски, градоначалник на општина Македонски Брод, Тијана Ивановска, лиценциран психолог и гешталт психотерапевт, и Александар Неделковски Муње, хип-хоп инструктор. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 10 минути. Велам добро утро за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и верувам дека ќе останете со нас до самиот крај, бидејќи имаме убави гости овде во студиото. Ќе биде навистина многу пријатно и имаме многу изненадувања за вас кои што ќе ве задржат на Канал 5 телевизија. Ово утро јас и Милена сме ваши домаќинки. Милена, официјално добро утро и пред гледачите и пред камерите. Како си? Добро утро, Цеце, за тебе, за нашите гледачи, за нашите гости, одлично расположена, затоа што мислам дека подоцна и јас ќе имам некаква улога тука, иако сум во штикли, ама ајде да не откриваме, бидејќи споменајќи има изненадување, но ќе оставиме за малку подоцна. А може ќе ги натераме и гостите, не знам. Може, тие се веќе подготвени дека можеби ќе имаат некаков предизвик, но еве нема да им откриваме се уште, нема всушност вас да ви откриеме што ќе се случи, останете со нас. Јас да си ги представам уште нашите гости. Веднаш до мене господин Жарко Ристевски, градоначалник на општина Македонски Брод. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Доаѓате малтене од аеродром, директно. Бевте во Брисел? Да. Имате време да размислите за првото прашање, бидејќи токму тоа ќе биде прашањето, што правевте таму, како поминавте и дали спиевте воопшто? Па спиев многу малку. Се приметува, но ви благодарам што не ја откажавте, се разбира, нашата покана. Секогаш што тука за Здраво Македонија. Вас и задоволството е мое. Да. Веднаш до вас ни е Тијана Ивановска, лиценциран психолог и гешталт психотерапевт. Добро утро и добро ни дојдовте во студиото на Здраво Македонија. Добро ве најдов. Фала на поканата. До сега се дружевме кај вас, доаѓавме да снимаме некои конкретни теми, но сега сте ни вие гостинка и ви благодариме за честа. Веднаш до вас ни е Александар Муње Неделковски, кој што е хип-хоп инструктор. Мислам дека малку го најавив изненадувањето. Муње, ќе ти се обратам со Муње. Добро утро и добро ни дојде за прв пат во Здраво Македонија. Добро утро. Ви благодарам за поканата. Убаво си помина кај Дракче, готвеше кај Дракче, се надам дека ќе нас уште побава. Дракче, поздрав. Да, поздрав до Дракче, да. Муње. Не знам кај Дракче дали кажа од каде тој надимак? Дали објасни? Дали објаснив, од многу мал тренирав кошарка и тренирав зашто бев многу брз. Ајде, Муње, трче, Муње, и од таму, да, еве сега на телевизија кажав од кај ми на димакот. Да се знае. Па да, сигурно и гледачите беа збунети бидејќи токму така и те најавивме Александар Муње Неделковски, да. И колегите кај нас малку беа збунети. Муње, што е Муње, но бидете со нас. Гледајте па ќе видите. Да, се разбира. Градоначалник, како што ве кажав, да им откриеме на гледачите зашто бевте во Брисел. Колку време бевте, како поминавте? Па токму така во Брисел бевме 2 дена, каде што бев дел од делегацијата на заедничкиот консултативен комитет на Македонија. Имавме средба со 24-тиот состанок се одржа оваа година. Имавме средба со заедничкиот консултативен комитет на региони на Европа, каде што во првиот ден, првата работна сесија, се дискутираше за напредокот на Република Македонија за влезот во Европската унија и можностите и ресурсите кои ги имаат локалната самоуправа, особено во процесот на децентрализација. Ко председател беше нашиот колега од општина Пировац, Иван Гулам од Хрватска, кој ни даде несебична поддршка, а исто така беше и нашиот градоначалник господинот Тони Коњановски од Битола. Не бевте сам. Да. Делегацијата броеше 4 члена, со нас беше и директорката на ЗЕЛС Дучица Перичич и градоначалникот на Ново село, Георги, исто така и градоначалникот на Ресен, така да сите ја преселвавме Република Македонија. Вториот ден се одржа сесијата на региони, каде што исто така се дискутираше во делот на заштита на животна средина, во делот на процесот на децентрализација. Така да сметам дека успешно ја представивме нашата земја во Европската унија и на добар пат сме да станеме и членка. Да, добро. Ви благодарам многу за одговорот. Ќе продолжиме со Тијана. Најпрво сакам да ве прашам колку сте утренски човек и како ви почнуваат утрата? Извинете што ве измалтретиравме тоа. Да, тоа е едно поголемо кафе, Тијана. Мислам дека ќе ве расони убаво. Па не знам, јас од секогаш сум била човек што некако покасно пали, така да мене ми се утрата доста бавни, доста, да кажам, релаксирани во претежно собствено друштво или можда со кутрето, евентуално со една така голема пристојна шолја кафе. Така што денес, да, дефинитивно станав порано, ама
причината е убава, така што Да. ето тоа ме енергизира. Супер, ви благодариме за тоа. Муње, брзи утро. Да. Ранобудет сум ја Станува и игра. да. Станувам и вежбам. Аха. Еден стреч од тоа бајле, да тргне денот и после тоа може да правиме се друго. Браво. Ова утро? Ова утро нема време. Сачно прашувам што Емисија е многу рано, да, немам време. Многу рано. Па многу. А порано сме да, имале сега тоа гости и од 7 часот. Значи зборувам години Девета назад, така више, што вие ова од ден сте ден. супер. Па ние, значи, да, добри сме. Да. Да, Тијана, сакам да продолжам со вас, бидејќи секогаш зборуваме на конкретна тема со вас, некоја психолошка проблематика. Може ли да ја споделиме вашата животна приказна и што ве натера да тргнете по овој пат? Секако, јас генерално немав некоја предиспозиција од мала да бидам психолог. Не беше тоа некоја професија што од секојаш сум ја посакувала. Меѓутоа, во тој период кога требаше да се запишам на факултет, имав една постара моја многу блиска другарка од средно, која што ми предложи дека е убава професијата и дека може би се пронашла во неа. Дека сте доволно смирена за да бидете психолог. Па не Може знам би. тогаш дали бев смирена или добро, тоа дојде добро. со годините. Да, добро. Меѓутоа, некако понатака се повеќе и повеќе се пронаоѓав и веројатно мојата приказна не звучи како некоја приказна од бајка, пошто имало периоди кога не сум сметала дека не треба да го работам тоа што го завршив, посебно пред ковид периодот, кога завршив со додипломски, потоа со постдипломски студии. Некако тука имав една мала екзистенцијална криза, да кажам, што е и развојно нормална релативно, во која што често пати велев јас психотерапија после 40 година дека ќе работам. Добро. Меѓутоа верувам дека не можеме се да испланираме у животот и дека некои работи нешта не зависат од едноставно нас, да. ни се случуваат. Па кога се случи ковид пандемијата, некако првата реакција на голем дел од луѓето што ме знаат дека сум психолог по струка, многу од нив ме побараа дали за себе или можеби за некои нивни блиски. Потоа некако почнав да снимам некои лайв видеа за на Инстаграм без никаква идеја во позадина што би било тоа. И некако се наместив во целата таа приказна наречена себеслажувалка. Да. Драго ми е за тоа и многу луѓе велат дека сте една од најдобрите психолози, морам ова вака јавно да го кажам, бидејќи кога ја објавивме најавата вчера дека ќе ни бидете гостинка, јас лично можеби Милена добив многу пораки дека им е драго особено за вас да не се налутат другите гости. Да, но веројатно сте и гласна на социјалните мрежи, па и о тому можеби повеќето ве знаат. Секако, јас сакам да работам транспарентно, секогаш велам дека нема еден човек кој што е најдобар психолог, затоа што секој човек некако чувствува клик со различни луѓе, различни професионалци од нашата област. Меѓутоа, јас сум претежно, да кажам, една од оние личности кои што сака да упати јавен коментар, сакам да влијам на јавното мнение на било каков начин, затоа што Чувствувате одговорност? сметам дека е тоа општествена одговорност и нешто што јас го носам како одговорност кон сите луѓе што ме следат и гледаат и работат со мене. Да. Муња, какво е твоето психичко стање? Не се шегувам. За сега сум окей, да, ќе видиме за сад време, да. Кога сме на тема животни приказни, која е твојата хип-хоп приказна? Мојата хип-хоп приказна, па јас што од мал бев многу, да кажам, опседнат со уметност. Не само танц генерално, се што е производ на нашата имагинација и креација. Да. Така што танцов некако природно си дојде до мене. Од порано MTV, гледање спотови, па потоа малку поголема гравитација према хип-хопот, затоа што многу ми се допадна како музика и сега тоа си останува кроз годините. Проучување на самата култура и дојдов до тоа некако дека сакам да го работам ова. Од 2008 година сум инструктор во 4 студија низ градов и некако од 2017 година кога решив да го отворам мојот студија, некако многу природно ми дојде тоа, затоа што јас плюс и претходно некои други работи имам работено, чисто нема потреба да ги спомнуваме, меѓутоа и сум пробал и во други професии, меѓутоа никако не сум се ни пронашал, ниту па сум сакал, ниту па сум имал некакви идеи за било што друго, а ми е план А и план Б и С и до крај. Не разбираш и кога и кога ќе имаш некаков таков мајндсет, мислам дека многу по лесно чекориш према твојата цел.
И тоа ми се случува и во моментов, значи благодарение баш на таа, може да кажам, посветеност, и студиото расте и може да кажам и мојата идеја се изоштрува се повеќе и повеќе како сакам да изгледа сето тоа и така. Колку дечиња има сега на возраст, има ли од која возраст е најдобро да се почне со тоа, најмала група? Конкретно за танц, да кажем ако е класичен балет, може од 3-4 години за почнете да работи на неговата флексибилност и музикалност и сето тоа, меѓутоа за хип-хоп може 4-5-6 години, во зависност од тоа пред се дали сака да го прави тоа детето, тоа мислам дека е најважно. Да. Затоа што танцот не е баш убава активност ако детето не е или сфорсирано во тоа. Да, од родителите или заради некој Тоа е многу друг. важно според мене да се напомена, че детето мора да го сака и потоа се поддржи со напорна работа, редовност на часови целиот тој момент. Ако некој сака, гледате дека нема талент, како се справувате со тоа? Има и такви ситуации сигурно. Тие деца си доаѓаат на своето после некое време, значи мислам дека талентот е 10%, 90% е напорна работа. Да кажеме, ако некој дете е талентирано, првите години од веќе се види тоа, некој дете ако не е талентирано, нема тактедноставно да речеме. 3-4 години ќе си ја најде музикалноста, ќе си го најде својот ритм, својот стил, ќе совлада самата техника. Има такви случаи, се што треба само е малку поголема упорност и од моја страна како ментор и како педагог, нели затоа што јас сум сепак педагог во мојата професија. И упорност од родителите да го слушаат своето дете, да нели ако сака детето да доаѓа, да не биде оној момент на пресекување, знаеш, не те бива, ќе пробаме нешто друго затоа што така каде ќе го биде, нели? Не може да биде или во една или во друга работа, меѓутоа напорната работа во тоа што ќе се насочи детето таму ќе има на крај нели просперитет. Еве ти Ана може имала некои вакви прашања од родители. Што да правам? Детето сака, јас не сакам или обратно. Не знам сега, кај вас се обраќаат и за многу по, ќе кажам, ајде, тешки прашања, но и ова е за некои семејства нели прашање кои што треба се реши, да. Апсолутно да. Мислам, јас не работам конкретно со дечиња работи колегата Никола. Тоа дечињата се негов домен, меѓутоа секогаш сме се воделе по баш ова што го кажува Муње, дека едноставно доколку детето нема желба, па дури да доаѓа на психолог, ние не можеме да го натераме и не смееме да го натераме со сила, затоа што сепак е важно да се почитува неговата волја, а доколку сака, а не уме како, тоа дефинитивно е нешто кое што може да се научи. Така, баш убаво кажано. Ете една порака до сите оние кои што можеби се нашле во ваква ситуација. Да, градоначелник, ќе продолжиме со вас. Дали аплициравте за унгарскиот кредит, унгарскиот заем, тема која што ја разговаравме утрево со нашите гледачи и се разбира зашто би ги намириле средствата, бидејќи коментарот кој што утрево беше најчесто тоа дека нема баш некоја транспарентност околу сето тоа. Па да, како и останатите општини, општина Македонски Брод аплицираше за унгарската кредитна линија. Во првата транша, нормално дека тие пари треба да бидат насочени за капитални проекти. Во првата транша веќе на терен се работи, изработуваме целосна реконструкција на водоводен систем во селото Сланско со алтернативно снабдување за Македонски Брод. Таа е голема инвестиција и секако дека доколку не беше унгарската кредитна линија, ние како една од помалите општини не можевме да го реализираме тој проект. А додека во вториот дел аплициравме со 4 проекти, имаме 3 инфраструктурни проекти за асфалтирање на патишта во село Бенче, во село Звечан и до Томино село и Сушица, а додека четвртиот проект е водоснабдување на селото Цршнево. Така да би заклучил дека унгарската кредитна линија е добредојдена за нас, за општините, и секако дека доколку се насочи правилно во однос на капиталните проекти. Добро, морам да ве прашам колку се промени општината од како вие сте градоначелник? Па не знам. Пофалете се, поклонете се и почнете. За тоа прашање најверојатно најсоодветно би одговориле моите сограѓани. Ќе направиме анкета кога ќе дојдеме кај вас, сега вас ве прашувам. Да, ќе се обидам да бидам непристрасен во одделот. Мисијата ја постигнавме, мојата цел беше Македонски Брод да стане видлива и препознатлива општина и мислам дека во овие 3,5 години, скоро 4 го направивме тоа. Кога дојдов градоначалник, општината немаше стратегија за развој,
направивме стратегија, пишан документ е до 2029 година и всушност тоа е воделка како би се развивала нашата општина. Стратегијата е инвестиции во неколку столбови, на неколку столбови се потпира во делот на инфраструктура, исто така во делот на заштита на животна средина, образование, исто така во делот на развој на туризмот и во развој на социјални услуги. Инвестиравме во сите тие столбови. Во инфраструктурата инвестиравме, како што споменав, инвестираме во водоводни системи, исто така инвестираме и во заштита на животната средина, во делот на изградба на фекални канализации, неколку исто така средени се и неколку атмосферски канализации во нашите населени места. Во делот на младите исто така инвестираме. Во делот на младите Македонски Брод е една од помалите општини која всушност во својот буџет одвои средства за младинскиот совет и формиравме младински центар, кој младински центар веќе година дена успешно функционира. Младите работат на низа проекти, исто така тој младински центар во иднина сакаме да прерасне како еден бизнис инкубатор каде што младите би ги развивале своите бизнис идеи и сето тоа ни е со една единствена цел да ги задржиме младите. И да се вратат, можеби. И да се вратат, да. Исто така инвестираме во делот на развој на руралниот туризам. Веќе имаме меморандум за соработка со Агенцијата за промоција и развој на туризмот, каде што Македонски Брод полека, но сигурно станува атрактивна дестинација за развој на рурален туризам, хербален туризам, што е доста значајно затоа што имаме голем број на билки, растанија, шумски плодови кои ги собираат нашите сограѓани и добро тие да се споделат и со останатите. Инвестираме во делот на адреналинскиот туризам. Тоа е всушност фестивалот кој сега сега ни престои. Кажете се. Се шегувам, продолжете. Кој сега ни престои во тој дел, така да сметам дека па би заклучил целта ја постигнавме и сето ова го работиме заедно со моите сограѓани во делот. Исто така инвестираме во, ако Македонски Брод е екоопштина, чиста општина, инвестираме во изработка на неколку градски паркови, го зазеленуваме во градот во тој дел и уште еден битен момент би кажал, градиме улици, да, но меѓутоа градиме безбедни улици. Што значи безбедни улици? Со пешачки патеки, со вертикална и хоризонтална сигнализација. Тоа беше мојата цел од почетокот. Ако треба да изградиме 30 улици, ќе изградиме 25, ама ќе изградиме целосно, со целосна сигнализација, затоа што безбедноста на нашите сограѓани не е приоритет. Прво место се разбира. После се што се случи, мислам дека на сите веќе ни стана безбедноста, иако одамна тоа требаше да биде така, но ете сега особено. Ќе успеете ли да ги завршите сите проекти до крајот на мандатот или ќе ви биде потребен уште минимум еден? Секако дека не би... Во превод дали ќе се кандидирате? Пробувам да бидам политички коректна. Дали пак ќе трчате за градот? Па да, по консултации со моето семејство најпрво и со мојата политичка партија да би трчал уште еден мандат. Браво. Се со цел да ви благодарам да ги завршиме проектите кои се веќе отпочнати, кои се ставени во програма. И јас веќе во октомври, нели, мојот мандат кој ми го дадоа граѓаните да менаџирам со нашата општина, ќе го вратам кај моите граѓани и повторно би ја побарал нивната поддршка. Очекувате дека ќе добиете? Па, очекувам, да. Да. Супер. Искрено, драго ми е. Да. Тијана, ќе продолжиме со вас. Многумина мисла дека ако одиш на психотерапија имаш психички проблем. Како го коментирате ова? Па тоа е еден доста популарен мит, да кажам, за одењето на психотерапија и општо генерално одење на психолог. Затоа што е останато, да кажам, од некои поодамнашни времиња. И сепак ние не смееме да заборавиме дека нашето општество не потекнува од колевки на цивилизацијата, како, не знам, некои други европски земји, кои што се развивале и културно и на многу други нивоа. Ние сепак потекнуваме од едно поднебие во кое што во голема мера нашиот развој како ментален, индивидуален и општествен бил на многу нивоа попречуван од разни општествени фактори. Многу коректно го кажавте ова. Баш за Да. Така што мислам дека тоа се уште си зима цената, поради тоа Че се уште е табу тема, иако толку гласно се зборува и еви во утринските секогаш имаме
гости од вашата бранша, веројатно се уште е табу тема. Па, може би не е веќе толку табу тема, затоа што сепак збориме и гласно, и јавно, и имаме и, да кажам, едукативни материјали, често сме присутни во медиумскиот простор, но сепак постои можеби повеќе страв од одење на психолог или можеби страв од соочување со себе, кој што е нормален, природен страв и едноставно. И треба да го победим. Па, ја би рекла можеби да го почекаме, затоа што нели, секогаш е идејата дека одиме на терапија во прав тајминг. Да. Тогаш кога треба, да. Тогаш кога треба. Но можеби ајде сега не знам баш дали ќе се искажам како што треба, во градските подрачја можеби малку повеќе се работи, но во руралните средини мислам дека се уште е табу тема, кјути срамота, немој да си кажал. Дали или оно што го кажав, имаш психички проблем. Да. Дали сум во право тие на искуството што вели? Вие соработувате и со други ваши колеги, знаете што како се случува. Дури јас би го малку и формулирала ова што го кажавте, пошто се согласувам и повеќе од ова што го кажавте, не само во руралните средини, туку и во помалите градови, затоа што најголем дел од фокусот на нашата држава е ставен на Скопје и тука се сите кампањи, тука се одвива се, целата едукација, пристапот до услугите и тоа е нешто кое што е многу значено, за жал се уште не е регулирано во нашата држава. Јас сум еден од психолозите кои што поддржуваат обиди да ние како дејност влеземе под капата на Министерството за здравство, како би можеле нашите услуги граѓаните да ги добиваат делумно покриени од Фондот за здравство. Меѓутоа, тоа не е се уште направено, сметам дека се уште треба да вршиме притисок и да го вршиме тој притисок додека не го добиеме тоа, затоа што секој човек заслужува да може да си приушти да оди на психотерапија, исто како што одиме на физиотерапија. Како што има матичен лекар, нели, да си има и психолог. Ето така, и без разлика од која општина доаѓа, дали од помала, поголема, градска, рурална, менталното здравје не прашува од кај доаѓаме, така да. Многу често и кога менталното здравје ни е нарушено, доаѓаат и физички заболувања, еве ние колку што можеме како телевизија, како медиум, ќе помогнеме. Сеца и понатаму ќе говориме на вакви теми, да направиме и ние, да речам, притисок, да еве ви се оствари таа цел да влезете под капата. Да го нормализираме одењето на психотерапија. Ама стварно треба да биде и според мене од Министерство за здравство. Имате моја поддршка. Супер. Да. Муња, како изгледа еден час во студио Абстракт? Кој има најинтересен дел на децата? Предпоставам дека загревањето... Сега јас ќе ти покажам. Се шалам. Предпоставам дека загревањето и растегнувањето не е баш најомилениот дел. Не, ама е многу потребен. Се разбира. Секој тренинг почнува со стречи, со малку загревање, затоа што е битно се разработи малку умот, знаеш, да се слуша малку музика на почеток пред да почнеме да играме со кореографијата. Која песна ја пуштате на почеток сега? Било која. Која сега хит? На шафл, Добро. Да. Да пуштиме одма ние. Како тоа трае некои 10 минути, додека си стегнеме, додека се загрееме малку и после тоа идеме со кореографија и на крај правиме еден стреч пред да завршиме со часот, чисто за да не останеме на така како да кажам високо енергетски Напон. Да, тоа, баш. Да. Многу ми е интересно што децата што се дојдени од твоето студио кој што ни се зад камерите може и полека да го откриваме изненадувањето дека нешто подоцна ќе ни играат, ама сите се со телефоните и сите твои одговори ги снимија до сега. Да, тоа е. Многу внимателно да слушаш. Пази, да не менуваш мислења. Пазам што зборам, зашто ни цело време постираат. Пресладки се. Ептен, да. Те направија популарен на Инстаграм. Ќе видиме сега што ќе се случи со видео, немам појма. Кажи ми, каков е интересот кај децата генерално за хип-хоп културата во Македонија? Дали се зголемува низ години? Хип-хопот во Македонија не е нешто ново. Значи ние имаме наши вака хип-хоп луѓе во нашава култура, особено музичари кои што оддамна се веќе гласни. Од Сладкар до Тони Зен до претходно Сав и така натака, така што хип-хоп културата не е нешто ново. Се надам дека не гледаат хип-хопери. Да, хип-хоп танцот од друга страна, јас барем од кога сум дете,
постои кај нас, меѓутоа не бил така негова, може да кажам дека ние сме прва или втора генерација на хип-хоп танчери во градов кој што го негуваме стилот и се повеќе и повеќе има интерес, затоа што се повеќе и повеќе има евенти кои што го поддржуваат тоа и се промовира на правилен начин, што е многу важно, затоа што нели да не го злоупотребувам името на хип-хоп за некои цели само финансиски, не е тоа така, туку баш луѓето кои што го работат тоа се како да кажам имаат знаење во таа област и го работат тоа значи на правилен начин, така што да, доста е популарно, децата сакаат да учат. Има еден спор почеток кај што треба да научиш културата, да го научиш ритамот, пошто тоа е една посебна музика, посебен доаѓање или со посебна, да кажам, тежина позади неа. Да. И потоа самиот стил на танц се надоврзува за неа. Каков ти е пристапот кон децата? Доаѓа дете кое што никогаш не се соочило со хип-хоп. Учиме прво музика, значи првите да кажам неколку месеци во студиото се само учење на музика, што е хип-хоп како музика, слушаме цело време загревањето на хип-хоп музика, тренењето на хип-хоп музика и сето тоа. И после неколку месеци веќе детето знае некои foundations на хип-хопот, од bounce, body rock, groove, тие такви работи. И веќе кога дое првата хореографија веќе е полесно да се впушти во тоа, затоа што ја има основата. Така што Примате возрастни? Јас како те слушам убаво ми хип-хопот не познава. Јас веќе играм. Да, ти веќе танцуваш. Хип-хопот не познава години, не познава, нели. Значи никогаш не е точно. Да, нема, затоа што тоа е нешто што пошто хип-хопот како платформа е начин изразување. Тоа нели и рапот, тоа се и графитите, тоа е и танцот, тоа е и сайферот, дали е во рап, дали е во танц. Нели оние кругови што се прават кај што влегуваат рапери и рецитираат фристайл или влегуваат танчери или и танцуваат, значи тоа е начин изразување, така што ако ти имаш нешто да кажеш, кажи си. Ако се најдеш во таква прилика, зашто да не, никој нема да ти Градоначалникот не гледа, се вика јас оро подобро ќе си фатам по-добро ми оди. Па добро. Може би ќе стане да заигра. Значи имаме време до после ќе го пуштиме човекот. Еве сега со следново прашање поготово. Таман да се префрлиме малку на тема спорт. На 31 мај 1 јуни по четврти пат во Македонски Брод ќе се одржува адреналинскиот фестивал на отворено Самоков Екстрим. Да, токму така, по четврти пат, Самоков Екстрим е најголемиот адреналински фестивал на отворено. Се одржува во Самоков, почнуваме на 31 по планерните часови, каде што се формира таа кампинг зона. Имаме пробно возење и потоа продолжуваме официјално на 1, каде што сите авантуристи ќе бидат низ падините на преубавото порече, по тие природни патеки, така да имаме неколку возила, неколку категории. Прво имаме пешачка тура, која пешачка тура е доста атрактивна, затоа што со таа пешачка тура го развиваме и хербалниот туризам во тој дел, а исто така имаме велосипедска тура, АТ возила и крос мотори. Сакам да очекуваме над 200 посетители, да. Не над 200 возачи, а дополнително посетители. Има и надвор од Македонија што се пријавува. Да, има и надвор од Македонија. Претходната година имавме од Бугарија, од Србија, од нашите соседни земји. И оваа година очекуваме. Битно е да се каже дека фестивалот нема надпреварувачки карактер. Тоа сега ќе ве прашам, само извинете што ќе ве прикнеме некои фотографии кои што може паралелно додека зборуваме токму за ова. Фестивалот нема, како што споменав, надпреварувачки карактер, затоа што основната цел е промоција на поречието и запознавање со можностите и ресурсите кои ги нуди нашето поречие. Така да, одзивот, како што споменав, е доста голем. Ги користиме старите патеки, шумски патеки во тој дел, природни патеки, накрај завршуваме со голема еколошка акција. Не треба природата да ја оставиме загадена во тој дел. Браво, тоа е супер. Да, и исто во целата приказна настанот е доста успешен затоа што се вклучени сите. Тргнувајќи од местното население, тоа веќе да. Тоа е младинскиот совет, делот на сите членови кои се дел од целокупните активности во тој дел.
Исто така како што споменав дека е вклучено целокупното население. Така. Во меѓувреме и Центарот за млади има определени активности каде што и имаме предизвик да се најде некоја билка па да се сликат со таа билка и така натаму да се кажат низините карактеристики во тој дел. Ова е дел од стратегијата за промоција на општина Македонски Брод и промоција на поречието. Како што споменав, над 200 возачи, над 200 учесници. Да, учесници, добро. Да, исто тука местното население ги нуди своите органски производи. Значи, вршиме промоција на нашиот мед, метод костен кој е доста познат во поречието и останати органски производи кои се нудат за да може да ги вкусат нашите посетители во тој дел. Браво. Баш убаво. Може би треба да вклучите уште една спортска дисциплина, тоа е може би хип-хопот. За следната година. Може да размислиме во да видите некоја сцена. Меморандум за соработка во и за тоа треба нели адреналин, па и за тоа нормално. Ние прифаќаме се така да на располагање. Ќе го збогатиме на страна. Наредна година отворена ви поканата. И помлади ќе се приклучат, точно баш убаво. Да. Јана ќе продолжиме со вас. Извадив еден ваш цитат кај што велите идејата дека некому си му помогнал да се чувствува добро во сопствената кожа и да го подобри квалитетот на својот живот, му дава смисла на мојот. Но моето прашање е дали некогаш сте имале проблем да решите нечи проблем? Па, секако професијата е таква да едноставно од нас се бара да бидеме подготвени со било каков човек кој што кај нас ќе се обрати за помош и поддршка. Јас сметам дека дури можеби некогаш и кога ние мислиме дека сме помогнале, не знаеме дали и клиентот го мисли истото. Но верувам дека во тој момент сум го дала најдоброто што сум го знаела и што сум го посадувала во себе како капацитета. Дали тоа придонело до решавање на проблемот, веројатно треба да сподели тој со кој што сум работела во тој даден момент. А како психолозите се грижат за својата ментална хигиена? Па, јас генерално сум, да кажам, доста искулирана личност. Се јавува кај колешка. Па јас имам, веројатно да. Си имам своја психотерапевтка која што многу си ја почитувам, секогаш велам дека она ми е ride or die терапист, пошто ми е последната терапевтка, инаку сум имала и многу други во текот на самата едукација. Ние како гешталт психотерапевти мораме да исполниме минимум 80 часа работа на себе. И јас често пати кажувам дека мојот личен развој вклучуваше многу повеќе од тоа. Јас имав преку 200 сесии индивидуална работа на себе како клиент, а меѓутоа од сите тие средби многу научив за себе и тоа некако ми овозможи да многу лесно и без сопствени процеси влегувам во работата со другите луѓе. Инаку за моето ментално здравје се грижам на многу начини. Јас сум генерално многу лабав човек. Не се приметува. Ама тоа така стварно треба да се родиш ти, Ана. Не се станува лабав човек. Мислам, плазите ти што си лабав човек. Да, треба да научиме, сериозно. Па, јас сум генерално, мислам дека и гешталтот имаше големо влијание врз тоа, затоа што јас не само што го работам гешталтот, туку и го живеам гешталтот. Тоа е, да кажам, еден начин на живење мој, во кој што јас се трудам да сум поприсутна во сегашноста, да не отварам пречесто прашања поврзани со иднината. Некако сум истренирана да тежнам да ги прифаќам нештата кога се случуваат, без да барам кривци, без да барам вина, да некако Бесплатни совети вака во живо, драго ми е. Да,